Прилепски водовод со своји сопствени средства ангажирал вешти лица кои што треба да утврдат кој рудник за мермер го загадува изворот Леково, кој што е еден од изворите од кои Прилеп се снабдува со вода за пиење. Инаку на само неполни 100 метри од изворот се наоѓа рудникот на фирмата Марибел. Од водовод се убедени дека тоа е главниот извор на загадувањето, додека од таму се правдаат дека загадувањето не било од нив, туку можеби од некој од другите околни рудници, затоа што тие при ископот не минирале, а загадувањето се јавувало само кога се минира. Дополнително ќе направиме напори за да констатираме точно состојбата, ќе ангажираме вешти лица и во зависност од наодот на вештите лица ќе бараме преку тужба од судот да запре некој од концесионерите кој што го загрозува водоснабдувањето, односно ја загрозува каптажата на изворот Леково. Јас сум уведен дека тоа е Марибел фирмата, меѓутоа за да можеме пред институциите на системот да настапиме, потребно ни е наод и мислење на вешти лица. Иако овие вештачења се работа на државните институции, а не на ЈКП Водовод и канализација Прилеп, државата за сега од неразбирливи причини не сака да преземе буквално ништо. Јас очекував Министерството за економија попрофесионално да постапи, меѓутоа од записникот за направениот увид на лице место практично ништо не произлегува. Констатираат дека повеќе правни лица вршат експлоатација на рудното богатство на отприлика слична близина, што апсолутно не е точно. Инаку за сега водоснабдувањето во Прилеп е стабилно, иако понекогаш потрошувачката се движи дневно и до 400 литри вода во секунда. Прилеп моментално добива 270 литри вода во секунда од Студенчица, а 35 литри вода во секунда од старите градски извори, помеѓу кои е и изворот Леково. Бунарите за сега не се вклучени.